Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Треба да се преземат соодветни мерки за навремена превенција и целосно спречување на врсничкото насилство, сметаат психолозите. Светот никогаш не бил во подобра позиција да стави крај на пандемијата на COVID-19, велат од Светската здравствена организација. Нов пакет мерки за бизнисот ќе бидат објавени на 28 септември. Булингот како најизразена негативна појава меѓу младите низ училиштата е уште една тема за која мора да се подигне свеста на повисоко ниво, со превземање соодветни мерки за навремена превенција и целосно спречување на врсничкото насилство, сметаат психолозите. Навреди, понижување, омаловажување, закани, а неретко и физичко малтретирање се нештата кои што го отсликуваат силеџиството, односно булингот меѓу младите лица. Училиштата се местата каде што булингот најчесто ја демне жртвата, но вербално и физичко насилство речиси се случува и надвор од училишните клупи. На прашањето зошто се јавува булингот, кои се најголемите причини за оваа негативна појава, пред нашата камера во интервју објасни училишниот психолог Весна Стефчевска. Причините се големи. Некогаш се тоа лични, персонални. Децата се однесуваат агресивно, се насилници и силеџи, затоа што се чувствуваат обесправени, се чувствуваат отфрлени, деца кои се љубоморни, во суштина се деца кои се несигурни, желни за внимание, значи деца кои поради недостатокот на внимание со својот начин на несоодветен начин на реагирање кон другите го привлекуваат вниманието кон себе и докажуваат својата вредност на погрешен начин. Причини се секако и останатите чинители, семејството, дисфункционалното семејство, нарушените односи кои постојат во семејството. Причина е тоа што децата често пати во рамките на семејството се жртви на насилство, вербално и физичко, или пак се сведоци на насилство кое се случува во семејството помеѓу родителите. Покрај семејството причина можеме да сметаме и самата поставеност на вредностите во општеството, која за жал мораме да признаеме дека е сериозно вредносниот систем нарушен. Психолозите сметаат дека од голема важност за превенција од булингот е да се поттикнат децата жртви на булинг да го пријавуваат малтретирањето од секаква форма, кај наставниците или училишните психолози. Исто така потенцираат и дека родителите играат клучна улога во процесот на давање поддршка и препознавање знаци на тортура кај нивните деца. Секогаш превенцијата е најдобро решение за проблемите. Значи, ние во делот на превенција децата мора да ги научиме на работи кои ќе го спречуваат насилството. Зборувам, тоа може да го од аспект на родители и од аспект на останатите чинители во општеството кои се поврзани со децата и работат со децата. Значи, ние треба да го превенираме насилството во самите училишта, во самите установи уште од најмала возраст, градинките, основните училишта и сите заедно да го дадеме доприносот во однос на превенцијата. Што конкретно треба да направиме? Децата треба да ги научиме пред се да зборуваат за своите проблеми. Кога зборувам за проблеми, не мислам само на насилството и за останатите. Децата неопходно да ги научиме да го пријавуваат
насилството и дека не треба тоа да го толерираат. А од аспект на родител, како ние да постапиме, наедноставно да им посветиме време, квалитетно време на нашите деца, кои за жал се помалку го имаат. Ние можеме да зборуваме и да наоѓаме оправдувања дека животот е сменет, премногу динамичен, премногу стресен, но децата се наша одговорност, значи одговорност на родителите, одговорност на наставниците и неблагодарно е ние да бараме оправдувања дека немаме доволно време. Едноставно не смееме тоа да го дозволиме. Зошто е битно да одвоиме време? За да ги слушнеме децата. Децата се помалку се слушнати од родителите. Децата некако како да немаат на кого да се обратат. Со децата треба да се разговара, не да се зборува. Децата треба да ги слушнеме, затоа што проблемите нивни за нас може да изгледаат беззначајни, ама ние не можеме, кога детето зборува за нешто, да не го сватиме сериозно, затоа што таа работа која се случува представува проблем за детето. Треба да му дадеме, зборувам повторно од аспект на родител, чувство да изградиме кај детето чувство на сигурност и доверба, дека доколку се соочи со нешто, дека родителот е секогаш тука за него, дека тоа дете не е единствено кој се соочило со можеби таков проблем, има и други, и дека родителот е тој кој ќе му помогне. Инаку, како дополнителни мерки за спречување на булингот низ училиштата, согласно член 5 од Законот за основно образование, вработените во образовните установи се должни да промовираат еднаквост меѓу учениците и активно да се спротивставуваат на сите облици на дискриминација и насилство. Светот никогаш не бил во подобра позиција да стави крај на пандемијата со COVID-19, велат од Светската здравствена организација. Според извештајот на Институтот за јавно здравје и во нашата земја се бележи намалување на бројот на нови случаи и смртност. Директорот на Светската здравствена организација вчера изјави дека бројот на смртни случаи од коронавирусот низ светот минатата недела бил најмал по почетокот од пандемијата во март 2020, што може да представува пресвртна точка во повеќегодишната глобална здравствена криза. На пресконференција во Женева, Тедрос Аданомос Гебрехесус истакна дека светот се наоѓа во досега најдобра можна позиција да го запре COVID-19. We're not there yet. But the end is in sight. A marathon runner does not stop when the finish line comes into view. She runs harder with all the energy she has left. So must we. We can see the finish line. We are in a winning position. But now is the worst time to stop running. Now is the time to run harder and make sure we cross the line and reap the rewards of all our hard work. If we don't take this opportunity now, we run the risk of more variants, more deaths, more disruption, and more uncertainty. Сепак од СЗО предупредуваат дека опуштањето во тестирањето и мониторирањето на COVID-19 низ многу држави значи и дека голем број случаи поминуваат нерегистрирано. Марија Керхове рече дека се уште се очекуваат бранови на COVID-19, но дека светот има своји начини на борба, како што се вакцини и антивирусни лекови за спречување сериозни состојби кај пациентите. So there are some estimates that are out there that have been modeled. It depends on the assumptions that those models use in terms of how many cases we might expect. Also depends on the population level immunity in each population, the type, the number of vaccines that have been administered, whether by age, by underlying condition, if boosters have been used. So the short answer, which I'm making quite long, is that we expect there to be continued waves of infection. So there's a lot that we need to do to be able to handle this. So the policy briefs that the Director General announced that were published today
outline targeted actions that we want to see governments focus their energy on. We recognize that COVID-19 is not the only crisis that governments are facing, but this crisis, this pandemic has solutions, and there's a lot of tools that we need to be able to use. Given the concurrent crises that governments are facing, we need some critical actions to focus on reducing morbidity and mortality and also reduce the spread. So there's a lot that can be done. So again, we expect there to be future waves of infection, but that doesn't necessarily have to translate into future waves of death because there's so much that we can do. Инаку и најновиот извештај на Институтот за јавно здравје покажува намалување на новите случаи на ковид, смртноста и хоспитализациите и во нашата земја. Во периодот од 5 до 11 септември регистрирани се 635 нови позитивни случаи од 28 града во државата, со намалување од 40,6% во однос на минатата недела. Во текот на минатата недела пријавени се 162 реинфекции, со намалување од 39,8%. Пријавени се 4 смртни случаи, за еден помалку во споредба со претходната недела. Според извештаите од болниците, во периодот од 5 до 11 септември се хоспитализирани 32 случаи, а моментално се хоспитализирани 70 лица, односно за 15,7% помалку во споредба со претходната недела. Нов пакет мерки за бизнисот ќе бидат објавени на 28 септември, соопшти денеска председателот на Стопанската комора Бранко Азески, по средбата со министерот за економија Кришник Бектеши, на која присуствуваа и представниците на 10 најголеми компании потрошувачи на електрична енергија во земјава. Имавме со министерот за економија состанок со 10 најголеми потрошувачи на електрична енергија во Република Македонија, Северна Македонија. Тоа се Евроникел, Макстил, Бучим, Титан, Сол, Саса, Тапмак, Булмак, Либерти и Дојран Стил, кои што се сериозни потрошувачи и нивното учество во потрошувачката е 20%, а се и значајни субјекти во државата. Мислиме дека е потребна ваква средба за да го видиме нивното мислење. Тие во главном се страни компании, како што знаете, имаат информации од централите и морам да кажам дека имаше една многу добра размена на мислења во кои што ние практично вршиме припреми за концепирање на пакетот мерки за поддршка на бизнисот на кој што работиме последниве неколку месеци. Финишот треба да биде на 28, тоа би требало да бидат објавени, тоа ќе ви информира министерот. Ние како бизнес заедница, сите структури на фирмите спрема енергетските критериуми ги контактираме, ги комуницираме, ги информираме и на таков начин придонесуваме да бидат во тек со сите тие активности, ги испрограмираме на начин на кој што ќе бидат известни определени работи до крајот на годината, што значи ќе бидат од интерес на продолжување на бизнисите нивни и на задржување на работните места. ЕСМ, согласно доставениот план за производство, ќе ги покрива сите потреби во регулираниот пазар за сите домаќинства и сите микро и мали компании, кои се 72.000. Сега зборуваме за околу 1500 компании кои се на слободен пазар, се со цел да ги задржиме работните места, а воедно да не ја нарушиме нивната конкурентност што ја имат регионално, а секако дека и во други пазари, и тоа се обидуваме да го направиме со обезбедување на дополнителни количини. Во полицискиот билтен информации за неколку физички напади, во акцијска контрола санкционирани 38 пешаци поради сторени прекршоци. 58-годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 19 часот и 30 минути во непосредна близина на Тетовската клиничка болница неговиот малолетен син бил физички нападнат од 48-годишната сопруга со која бил во бракоразводна постапка и од уште едно машко лице кое било со неа. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот.
Вчера во 14 часот и 35 минути, 43 годишен жител на Гостиварски Дув во СВР Тетово пријавил дека на регионалниот пат во Балиндол физички бил нападнат од 42 годишникот Балиндол, а поради недоразбирања во сообраќајот. Се расчистува и документира случајот и ќе следуваат поднесоци против инволвираните. Вчера во 12 часот и 15 минути 62 годишен тетовец во СВР Тетово пријавил дека пред околу 2 години во автомеханичарска работилница на 23 годишникот тетовско джепчиште го оставил за поправка неговото возило Ford Mondeo Caravan со тетовски регистарски ознаки, но кога отишол да го земе, возилото го немало во работилницата. Набрзо полициски службеници на СВР Тетово го пронашле возилото во автоотпад во Тетовско Непроштено и му го вратиле на собственикот. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 10 до 15 часот спровеле акцијска контрола на однесувањето на пешаците како учесници во сообраќајот. При контролата биле откриени и законски санкционирани вкупно 38 прекршоци, 14 во Тетовско, 24 во Гостиварско. 36 од нив се однесувале на преминување на улицата надвор од обележан пешачки премин, а 2 на други видови констатирани неправилности. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци со напомена дека паричните глоби за овој вид прекршоци се движат од 20 до 50 евра во денарска противредност. Инаку во изминатите 8 месеци од оваа година на поширокото тетовско подрачје вкупно биле изречени 329 мерки за прекршоци направени од пешаците. Полицијата на средби со надлежните за образование во Тетово и во Гостивар заеднички ќе работат за спречување нарушување на јавниот ред и мир. Во рамките на планираните превентивни активности кои се однесуваат на започнувањето на новата учебна година, вчера полициски службеници од СВР Тетово одсек за превенција остварија работна средба со надлежните во секторот за образование при општина Гостивар. На средбата тие презентираа дел од активностите за полициско превентивно работење во функција на спречување на евентуални нарушувања на јавниот ред и мир околу училиштата, на автобуските постојки и така натаму. На средбата исто така беше договорено да се остварат почести средби, пред се со директорите на училиштата во делот на препознавање, односно идентификување и информирање за потенцијални безбедносни проблеми, идни можни девијантни појави и слично. Ваква средба беше договорено да се организира идниот месец. Иста средба се реализираше завчера и во општина Тетово, на која се усвоија повеќе конкретни мерки и заклучоци за безбедна учебна година на основците и средношколците. Во Скопје денес беше промовирана новата национална стратегија за превенција и правда за децата. Председателката на Државниот совет за детското претстапништво Гордана Лажетиќ објасни за каков документ станува збор. Денеска на оваа свеченост ќе ја промовираме новата национална стратегија за превенција на детско престапништво и правда за деца, која што Државниот совет за детско престапништво ја донесе во соработка со мисијата на УНИЦЕФ, во соработка и со проектот на Европската Унија, со Советот за превентива против малолетничка делинквенција, еден документ кој што ќе ги дефинира патоказите во следните 5 години во однос на она што значи преземање на чекори за идентификување на ризик факторите кога станува збор за детското престапништво и идентификување на соодветните релевантни институции кои што ќе треба да преземат мерки и активности во правец на надминување на состојбите што сега ги имаме. Стратегијата е документ кој што содржи 12 стратешки цели со подцели и акцијски план и она што беше главно настојување е да биде реална, да биде прилагодена на потребите што ги имаме во државата, да биде комплементарна со другите стратешки документи, што сметавме дека е многу важно за да немаме преклопување и работење на паралелни патишта, така што Државниот совет е навистина горд што овој процес денеска се заокружува и еве стратешките цели се дефинирани, сега преостанува да ги имплементираме.
Мисијата на ОПСЕ во Скопје одбележува 30 години партнерство со Македонија. Веќе од идната година Македонија влегува во ОПСЕ триото заедно со овогодинешниот председавач Шведска, како и со председавачот во 2022 година Полска. Не случајно помина толку лесно нашата кандидатура, со консензус од 57 земји учеснички на Министерскиот совет во Тирана, како признавање на успесите на една држава која што ги постигна своите стратешки цели и постигна еден уникатен модел на развој на државата. И тоа во еден тежок регионален контекст, во едно тешко соседство, во една комплицирана внатрешна композиција. Денеска е уникатен модел на функционална мултиетнична демократија. Во текот на годините нашиот високо способен персонал, повеќето од нив државјани на Северна Македонија, поддржа изготвување на важно законодавство, вклучувајќи Законот за народен правобранител, Законот за спречување и заштита од дискриминација и повеќе закони поврзани со правосудниот систем. Денес продолжуваме со оваа работа, поддржувајќи го изготвувањето на новиот кривичен законник и законот за кривична постапка. Се разбира, како што знаеме, носењето закони често е полесно од нивното спроведување. Со текот на годините нашата мисија вложи големи напори во обука на клучните чинители за спроведување на овие и други важни закони, создадени да го подобрат животот на граѓаните на Северна Македонија. Чест и задоволство денеска да го имам гостин, тетовчанецот, судија, веќе познат од меѓународни суди, кој беше избран од најголемата куќа FIFA и UEFA во U19 кој се одржа во Хаен во Шпанија. Судеше многуте футсал за репрезентации. Значи денеска ни е гостин Маријан Младеновски од Тетово. Маријан, добар ден и добро ни дојдовте во нашата емисија на нашата телевизија. Исклучително ме е чест што сум прв пат во оваа ваша емисија, што посебно со тоа што сум роден од Тетово. Најпрво сакам да ги поздравам сите гледачи што гледаат оваа спортска емисија. Значи ти си со потекло од ТРЦ Тетовско, инаку сега живиш во Скопје, но секогаш ние тетовчани се гордееме кога гледаме некој наш судија суди во меѓународни надпревари, така што испадна исто и со вас во меѓународната, значи U19 кој се одржа во Шпанија, да ни покажете малце искуства какви беа вашите емоции кога дозна дека ти ќе досудиш на ова Шпанија, значи на европскиот фудбал U19, што е сон, значи за секој судија да суди надвор од земјата и за играчите што е сон да го представува својата земја, значи играчите кои сакаат да играат надвор од нашата земја. Така е. Првен сакам да кажам дека Тетово секогаш имало добри судии, од кои што сум можел да учам. Да го спомнам еден од нив, Јосим Бартон, мислам дека од него прв пат го слушнав зборот футсал, прв пат се заинтересирав за таа игра, која е исклучително атрактивна, динамична. Секогаш ми представува чест кога представувам нашата земја. Беа учесници многу судии од многу земји. Јас, како судија од Македонија, одсудев повеќе надпревари и стигнав до тоа финале во Хаен, во Рига. Дали можеш да ни покажеш значи на кои репрезентации им судеше, иако ние имаме малце информации Португалија, Полска, па потоа Полска, Франција, па потоа судев во секоја рунда, од секој надпревар. Португалија, Полска, како што кажавте, тие беа двете екипи што се пласираа во полуфиналето, судев Полска, Франција, стигнав до финалето, судев и други надпревари како трет, четврт, таймкипер, значи бев постојано активен во турнирот. Но финалето беше тоа нешто поинтересно, значи помеѓу Шпанија и Португалија. Да, во финалето не секогаш најдобрите судии судат, имаше судии од Португалија и од Шпанија кои што беа елиминирани затоа што нивните репрезентации се во финалето. Значи представува, како да кажем, една среќна околност и се разбира покажано знае номинатите надпревари, се вкупно
заради заслуга се доаѓа до тоа финале да се суди. Какви беа условите, патувањето што се однесува до организацијата на европскиот фудбал? Тоа сакаме да го слушаме повеќе и љубителите на спортот. Патувањето страна на УЕФА е секогаш на врвно ниво, значи се патува со авиони, со собствен план за патување, секогаш се престојува во хотели што се по 4 звезди и погоре, исклучително као база на судиите. Таму во таа база би кажал има една едукација пред самите надпревари, после состаноци има, после секој надпревар се гледат грешките од сите суди, се едуцира како се продолжува натаму, се даваат совети за идните надпревари се до финалето. Дали само Маријан Младеновски беше од Македонија, дали имавме и други суди од Македонија или од соседните држави, да кажеме, тие што не... Овој пат бев само јас, меѓутоа сакам да споменам дека во минатото има Јосип Бартон стигнато до едно европско првенство. За мене ова е трето учество едно европско првенство, 2 до 19 години и едно женско Final Four европско првенство. Други суди од Балканот би споменал дека имаше само еден од Бугарија и други немаше. Како го оценуваш ти твоето искуство на првенството и што треба да се работи во нашата земја, да се организира, значи вакви првенства во Македонија, за да организираме ние како држава? Нашата федерација исклучително се заложува за футсалот и за фудбалот. Ние имаме постојано семинари, може би повеќе од половина земји од Европа. Значи се обрнува постојано едукација на судите. Можам да кажам дека сега наредниот месец во октомври ни гостува шефот на европските суди, Педро Галан. Тој активно ќе земе учество семинар, кој ќе трае 4 дена, мислам дека ќе се одржи во Скопје, но не е само тоа. Пред моето одење во Европско првенство дојде Вернер Хелсен, тој е фитнес тренер на УЕФА судиите, исклучително добра едукација, значи ние благодарејќи на фудбалската федерација имаме постојана едукација и сме во врвот на судиите во Европа. Дали се разликува нашата футсал лига, дека знаеме дека судите и во футсал лигата на Македонија од она другите на европските земји, да кажеме од тие што го истакнавте во ова првенство? Можам да кажам од аспект на технички карактер дека нашата футсал лига е малце послаба во организацијски дел во однос на другите футсал лиги. Меѓутоа е едно исклучително квалитетно првенство кое до самиот крај има борба за самиот шампион, што е исклучително тешко за нас судиите и исто и за екипите, бидејќи до последните кола не се знае шампионот. И како бевте оценуван од страна на ФИФА, УЕФА на крај? Јас сум премногу задоволен, значи имав добри оценки. Меѓутоа сум задоволен што за мене ово представува само еден чекор на едно скалило, една добра едукација, каде што си го подобрив судењето, грешки секогаш има, ќе има, тие да не бидат големи и да не влијаат на резултатот, на финалниот резултат. Значи една добра едукација, една моја мотивација за едни поголеми чекори во иднината. И за на крај, значи што би им препорачувал на новите суди кои сега почнале да судат? Дали некош и тие ќе сонуваат да судат, да досудат, значи на европско, на светско првенство или кое е вашето мислење? Моето мислење е секој почеток е тежок. Јас сум судија веќе 20 години, за да стигнам до ова ниво сум вложил многу напори, многу тренинзи. Меѓутоа секогаш сум имал една визија, една голема визија да бидам во најдобрите од УЕФА и никогаш не сум се тргнал од тој сон. Сум грешил, од грешките се учи од туги грешки, но од сопседните најмногу да не се откажуваат, да вложат напор и еден ден може нивниот сон ќе се оствари. Го спомнавте Бартон Јосип, дали тој беше вашиот идол или некој друг судија, дали може да ни објасните малце повеќе во тој аспект? Не само Јосип Бартон, и многу судии сум учел од нив, има тето и други судии од постари генерации. Сега да не ги спомнувам, ама долга е листата за именување. Да. Значи секако од него сум учел и можам да кажам дека ми бил еден идол. Маријан, фала ви што бевте дел од нашата емисија, на спортската емисија. Фала ви што бевте гостин. Ние како телевизија ви посакуваме, значи што поголеми успеси. Дај Боже да те гледаме и на светско првенство, да судите на најдобрите екипи, најдобрите репрезентации, значи тоа се од нашата редакција. Ви благодарам на интервјуто. Ова е моје прво интервју, баш ми е драго што се случува на КМ телевизија, една локална телевизија од Тетово, местото кај што сум роден. Да.
се надевам во иднината дека ќе стигнеме на светско првенство. Фала ви многу. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен ден.